Црвена линија во нова работна недела, понеделнички со нова тема. Се разбира, еве на самиот почеток ќе ве поздравам и најважно од се ќе ве потсетам веќе да бидете подготвени да го завртите нашиот добро познат телефонски број 023076677. А еве и зошто. Денес денот ќе го одбележи блокадата на влезот и излезот од ССМ на град Скопје и тоа се разбира со цел да се постигнат барањата. Всушност продолжува штрајкот на Сојузот на синдикати на Македонија. Она за што сакаме да дискутираме денес со вас во Црвена линија, дали на овој начин всушност го прекршуваат правото на слободно движење на останатите граѓани. Се разбира, со вас сакаме и да продискутираме на тоа дали ваквиот начин на блокади всушност ја испраќа пораката и допира до оние кои што всушност треба да излезат во пресрет на барањата. А дали е тоа така или само останува на револт на граѓаните кои што се брзаат на работа во текот на денот, останува да ни откриете вие. Што се однесува до оние кои што не следат на Инстаграм, а оние кои што не следат, нека не заследат веднаш Инстаграм Црвена линија. И денес имаме анкетно прашање. Гласи дали го поддржувате ваквиот начин на изразување на револт. Се гласа со да и не и секако резултатите таму некаде по рекламите веднаш ќе ги соопштиме за да видиме дали се сложувате со ваквиот начин на изразување на револт. Сега, останува само да кажеме дека на 023076677 додека ве очекуваме да се вклучите и да продискутираме околу блокадата на влезот и излезот на градот Скопје од страна на ССМ со цел да се постигнат нивните барања. Четврти ден всушност штрајкуваат на различни локации. Зборувавме дека беа поставени и столчиња и пред владата, како и пред собранието. Она што останува забележано е секако хаосот по скопските улици. Така да, еве, сакаме да проговориме со вас дали ваквиот начин на штрајк всушност само допира до граѓаните кои што остануваат блокирани, а не до оние кои што всушност треба да одговорат на барањата. Добар ден за првиот гледач во Црвена линија. Да, добар ден. Добар ден, секој е добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова прашање днес ќе го поставите доста скакливо прашање, поготово за сите граѓани на град Скопје, каде што ова е срамота за Сојузот на синдикатите на Македонија, што му го скратува правото на движење на сите граѓани на град Скопје. Зошто ќе кажете? Сабајле го блокираат влезот на Скопје, а од автокомата наваму како луѓе ќе дојдат на работа. Тоа е она што на некој начин синдикатот се консолидира со оние кои што сакаат циркузи во државата да прават и да му го скратат правото на движење на граѓаните, а на друга работа во член 8а со минималната плата има растојание од 6 месеци кога треба да се скалесто да се покачат сите лични доходи. А до септември има доста време да се разбереме. Затоа тука Дарко Димитриевски малце да ќе се чупи главата, не е тој се и се што во Македонија. Ако изгледа контрапроцесни него, ќе видите што ќе биде. Тоа ќе биде братоубилачка борба. Затоа што ова што се работи е срамота за Дарко Димитриевски. Срамота, јас се кажувам. Му го скратува правото на движење на сите граѓани на град Скопје. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија и секако еве во продолжение ќе напоминеме златното правило на Црвена линија покрај тоа што ќе се вклучите на 023076677. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка и да внимаваме на говорот, да нема говор на омраза, на вредливи зборови и секако алудирање на било какво насилство. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, убав ден. Убав ден. Благодарам. Јас ќе дозволам да прашам дали сте гледач од Скопје? Да, не, од Охрид сум. Од Охрид, добро. Да. Значи, прво правото на штрајк го почитувам на секој граѓанин кој што е неправдан, има право да штрајкува онаму каде што е створен проблемот. А овдека не се штрајкува каде што е створен проблемот, не е во автокоманда на крстосницата, но е во владата и треба синдикатот со своите членови
да се организира и да го окупира собранието или парламентот, ако е оној кој што не дозволува да се постигне тоа барање. Но не сите граѓани, затоа што некој дете не може да носи во градинка, другиот не може да отиде на работно место. Ке се најде некој паметен работодавач, ќе ти не ми дојде на работа, да си одиш. Сега е приватно. Треба да се размислува за последиците од тој штрајк. И не е оправдано да страдаат оние кои што воопшто не го створиле тој проблем. Јас, онај кој тргнал да си оди на работа најнормално, зошто тој да не стигне и друго, поред сето тоа и нема да има дневница, нема да има никакви бенефиции. И најлошото што може да го вратат, повеќе да не отиде на работа. Ако сака Димовски, како се вика председател, нека се организира, не столчиња, цел синдикат околу собранието. Вие не го носите законот, вие не дозволувате да се покачи личниот доход на вработените за 2006-2008, колку е тоа. Тогаш на тој начин само може да се направи тоа. А парите се во администрацијата, затоа што не работи, зема личен доход. Тие што не работат, дека ги отпушат, а тие... Благодарам и внимавајте на тајмерот 90 секунди, затоа и го објавуваме, контролирайте го времето на своето излагање. Ќе потсетиме дека штрајкот на ССМ менува локации, беа и пред влада и пред собрание, а денеска беше најавена утринава и блокада на влизот-излезот од град Скопје, поточно локација Автокоманда. Кога сме кај Твитер заедницата, Еве Клинч пред 5 часа објави и фотографија каде што и коментираше, вели, баш фино што ССМ прави штрајк во 8 по Сабајле. За ние што го полниме буџетот, да не може на работа да стигнеме. Затворено пластичарска Holiday Inn. Додека НВЗ иначе реплицира, вели, ама у ССМ плата нема под 1000 евра. Како да е, одиме сега со гледач, оно што е важно е дали можете да даете, ако ви пречи ваквиот тип на блокади, каде гледате идејно решение. Добар ден, црвена линија. Добар ден, добар ден. Секој добро од црвена линија. На црвената линија и на добрите водители. Благодарам. Ја прво би ја замолил вашата техника да поведе ред за слушањето на гласот, вашиот глас, ние да го слушаме, или кога зборува некој соговорник, да речеме наш, да можеме да го слушаме, да знаеме дали сме во програмата вклучени или не сме, инако не слушаме ништо додека зборува друг, а сега ние кога зборувате, епте малку се слуша. Епте малку. Затоа техниката малку да поведе ред, да исправи работата. Инако, за штрајкувачите, и пак ќе речем, минута и по е малку. Еве, додека со вас разговарам 30 секунди летна, треба баре 30 повеќе да биде, баре 2 минути, ако не си, баре 2 минути да биде, за да може ако нешто Ајде за темата да не си го изгубите времето. На след разговор може да се прекине и толку. А така и ќе биде сега и со моје војување. Ама еве да кажам дека ако придадете некоја секунда, придадете, ако не, колку е толку, еве веќе отидува. Штрајкувањето треба околу владата, бе. Околу собранието, бе. Да не влегуваат тие таму душманите на Македонија во влада, да не влегуваат во собрание, а не обичен граѓанин да страда. И ако денеска во Автокоманда, утре дека го блокираат влезот кај Сарај, па да видиме што ќе се случи тогаш. Дали ќе биде народот мирен или ќе земе да врие, па ќе дојде до... Благодарам и еве сега особено напомена за оние кои што не знаат, како што и гледачот 90 секунди се одлучи да биде секој излагање на секој гледач, затоа што првично имавме околу 150 секунди. Но тогаш гледачите нормално сакаат да бидат вклучени во поголем број, а кога траеме подолго со некој гледач, се разбира се намалува можноста за повеќе гледачи. И друго многу важно, за да се слушаме одлично, како да зборуваме телефонски. Намалете го целосно тонот на ТВ приемникот, не слушате ништо преку телевизорот, туку само преку слушалка и се ќе биде во ред. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Црвена линија.
Предходниот беше многу позор, тој е исто елоквентен човек и многу знае, го знам преди години. Поентата е следна, ја на Фейсбук напишав вчера коментар. И тоа што беше то денеска, што се прават овие глупости, колку луѓе работат од Велес, напишав од Куманово, луѓе што имаат потреба од Битола, па нека одат таму кој ги дава парите, нека изберат делегации од паметни луѓе. И одат кај што се парите, што малтретираат народ и пенсии на поскапување, они не водат сметка синдикатите. Истото тоа го правеа и учителки, одnosno образование. Па таму јас случајно се најдов снимам во Шведска една репортажа со новина што огромен, мислам со години не е битно, а како со други ќе кажам. Таму имаше протест на просветни работници, ама се бира делегација и оди право влада од паметни луѓе и преговара. Как доста на Македонија, бензинот 2 евра дојде. На кого мислат тие? Ако синдикалци треба да мислат на работниците. Работниците се најзабеганата работа. Човече, јас сум бил директор 1200 луѓе, ниједен работник во пензија не сум пратил безплатен и то златно Никола Карев титул и што беше таму, приеми, узма. И се они затвори го патот. Па што е патот? Малтретират, нервираат. Очи вадат на луѓево. Луѓе идат во болници. Па дали се они свесни? Тоа е синдикат. Нека го направат тоа во Америка или овде во близко или таму, па ќе... Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Подсетување, внимавајте на тајмерот. Сега малку ќе прочитаме повторно од Твитер заедницата уште еден коментар. Од Анджела вели ССМ никогаш да не ви ги исполнат барањата. Ни еден министер, нити било кој друг од влада не е заглавен, нити па дирнат од протестот. Ние ко по обичај пак си го јадеме. Ете така велат луѓето кои што се затекнаа во собреке, а еве да слушаме што ќе каже следниот гледач, дали можеби сметате дека поинаку треба да се организираат вакви протести за да допрат до оние кои што всушност и се насочени. Добар ден. Добар ден. Се слушаме, Црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, секој добро, Црвена линија. Сакам да зборам малку за синдикатот и блокадата на патиштата. Секако, повелете. Мислам дека во ова време, на овие топли денови, не е време сега за стопирање на граѓани, за чекање на ред. Ова може луѓе и во несвест да паднат, а тие не го планираат тоа. Мислам, не ги почитат правата на слободно движење на граѓаните. Мислам дека во ова криза, сега, не би требало да постават такви ултиматуми, такви услови, би ги знаеме со покачување на минималната плата. После 6 месеци се решава за просечната нето плата. Така да уште имат барање за давање на регрес. Па во овие кризи, мислам, треба и тие да бидат толерантни и малку да мислат и за државата. Јас се оправдувам за штрајкова, има секој право, мислим, има толеранција и договор. Толку од мене, поздрав до телевизија. Благодарам што се вклучивте вие во Црвена линија, а и ќе подсетиме дека токму и Сојузот на синдикати на Македонија за работникот, односно за работниците во јавниот сектор бара линеарно покачување на платите за 2800 денари, апропо високите цени и големиот пораст не само на цените на основните продукти и храната генерално, туку и горивата, и сметаат дека едноставно животот со така високи цени е неиздржлив доколку нема линеарно покачување. Ајде да видиме ние дали имаме нов гледач на 023076677. Добар ден. Добар ден, убаво ве слушам. Дали сте од Скопје? Ја убаво ве слушам. Значи, вака ќе анализирам вашата поставена тема. Синдикалците го блокира влезот на Скопје, така? Така. Сега, пошто синдикалците се на некој начин потпарол на обичниот испад македонски народ, ајде народ граѓани, добро, граѓани, народ, нешто е слично. Значи, ќе биде малку така, можеби не е убаво изјавата, меѓутоа не треба да го блокираат, него треба да го забетонираат. Од аспект на гледиште, пошто обичниот граѓан не може ни да излезе од Скопје веќе со сите овие поскапувања и така натаму.
Сега одиме на онова второто, па дали на овој начин се прекршува правото на слободно движење на станатите. Јас се прашувам као обичен граѓанин дали на овој начин се прекршуваат правата, човечките права на слободно живење на останатите граѓани во Македонија. Едноставно, верувате, мисля дека ќе биде нешто подобро од ден на ден, него нажалост ова е веќе, па не знам, прели чашата, па немаме ни чаша, ни во чашата што повеќе да ставиме. А сметате во анкетното прашање дека ќе има ефект или само се создава револт? Па не, ефект мора да има. Ако нема ефект, тогаш нема смисла ни да... Нема смисла ни да се живее. Хајде. Но секако има смисла да се продолжи да се гледа црвена линија и секако да се слушна што ќе кажат следните гледачи. Благодарам многу што се вклучивте. Еве слушаме најразлични видувања, размислувања. Некои сметаат дека блокадите треба да бидат фокусирани онаму каде што се нели оние кои што се и министри, пратеници, тоа значи пред собрание, пред владата, но никако да не се затвараат влезови и излези од градот. Високите температури во моментот се знае многу високи, така да навистина е жега и тешко да се биде во долги колони. Но можеби тоа ќе направи поголем ефект, а можеби не. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Здраво. Секој е добро од црвена линија. Се слушаме добро. Одлично ве слушам, повелете. Да не се повторувам со сите дека треба да се блокира собрание и соодветно министерство. И ближат избори, да ги посетат. А што е клучно? Клучно е горивата, дериватите, нафтените деривати. Има земјоделци, трговци поединци, транспортери, огромна бројка. Ако не се под главниот, да речам, синдикат, најстариот синдикат, треба да ги натераат да бидат, да му понудат ефтина месечна партиципација, да ги убедат дека ќе се залагат. А клучно е за колку литри сурова нафта треба да се добие бензин, високооктански, обичен бензин и дизел гориво. Како може да види таа цена? Споредуваат во западните земји. Таму уште пред 50 години има такса за ако се купи дизел возило, пошто загадува, тогаш немаше такви филтри, немаше, да речам, таква нафта добра. Значи, тогаш загадуваа дизелите. И таму беше скапо дизел горивото, исто колку бензинот, и скапи возилата, имаше данок такса. А кај на 90% се дизел возила. Таму има тешки возила, мислам да речем, мали камиони. Цениме и благодарам што се вклучивте во црвена линија. Јас покуз некој пат ќе напоменам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, за да не биде дека ве исклучуваме. Така е наместен тајмерот, а јас ќе се обидам веднаш да вклучам нов гледач. Црвена линија е сепак за вас, па еве веднаш ќе речам и добар ден. Дали се слушаме? Добар ден! Има некаква фонија, се надевам намален е тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка и добар ден од црвена линија. Благодарам. Повелете. Во врска со синдикалците што го блокираат влезот до Скопје. Јас сум тие да се изборат за нивните барања таму за зголемување на платата. Така? Меѓутоа на некој друг начин, а не вака да ги блокираат патиштата. Кој според вас начин е најдобар? Па најдобар начин е преку медиумите или да се организираат таму некаде на некое место кај што нема да прават сметни во сообраќајатели на некои други движења, за да може слободно да се движиме ние, да отидеме на работа, да отидеме во амбуланта и да отидеме на пазар и некои слични други работи. Значи, блокирањето на патот воопште не е убава работа, оневозможно да си ги вршиме секојдневните работи и доаѓа до нервоза и ред други работи што следуваат натаму. Нека се изборат за своите права на друг начин. Не може така со блокади да го правиме тоа. Не го оправдувам тоа. Имајте убав ден.
Благодарам, имајте ви убав ден и секако имајте убав ден со Црвена линија, останете да не следите до самиот крај, бидејќи ќе слушаме, верувам, уште многу интересни видувања, а може би идејни решенија како од сега па натаму да се прават блокади. Да пробаме веднаш со вклучување на нов гледач. Добар ден. Сега вака од Каваревци јаво. Од каде се јавувате, се извинувам? Од Каваревци. Голем поздрав до кавадарчани. Еве. Сега вака, не оправдувам овие што се јавната администрација што сака пати. Ние имаме пренаступена јавна администрација. Сега вака, ние имаме проблем со откупот на гроздето. За тоа се зборувам јас. Ниски откупни цени, како може земно гроздето и не го плаќа на лозари за гроздето. Значи, тие свето Јанев го уничи лозарство во Кавадарци и подхитно треба тие човек да го власат. Значи, тој е гробар за лозарство во Кавадарци. Ако може земно во гроздето и не го плаќа на лозари, значи, повторно, свето Јанев го уничи лозарство во Кавадарци и пошироко. И тука имаме проблеми. А јавната администрација е пренатрупана и не се управо што штрекуваат тие. Значи, кај да се има фабрика на отворено и ништо повисо да крече, па само на тресоста од Градско до Гевгелија и во Кавадарци има работа. Тоа е фабрика на отворено. Ова е порака од Кавадарци. Поминаа тие времења, јас од Дера и Мара. Поминаа тие времења, значи, тука е проблем ние имаме со економијата. Значи, ние имаме проблем со... Истекоа 90 секунди, ви благодарам. Продолжете да не гледате од Кавадарци. А сега малку ќе одиме повторно на Твитер заедницата. Еве, Сашо коментираше со блокирање на влезот во Скопје, ССМ ќе испрателе порака до пратениците. А луда момичка вели, не ги нервирај, ќе дојдат во центар. Ајде да одиме веднаш со следниот гледач на 0230766777. Го вклучуваме новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Добро, верувам дека ќе се слушнеме, можете слободно да кажете ало, добар ден, за да знам дека ви имам од другата линија, од другата страна, иако се чувствува некаква фонија. Ало, добар ден. Ете, тоа е тоа што бараме. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, се слушам таму во вашата соба, да зборуваме преку слушалка. Ете, се повторува тоа што го кажав. Сакам да се изнесам околу темава... Така, повелете, Црвена линија. Синдикалците околу протести и блокирањето на влезот во Скопје, мислам дека е малку безосетно. Во споредбено, значи, со останатите граѓани на Република Македонија, има некуп луѓе кои што доаѓаат секојдневно, значи на медицински третмани, по клиники и слично. Сега, до некаде го разбирам, значи нивниот револт, ќе нагласам дека не постои на планетава Земја држава, кралство, што и да е, личност без разлика по основ на образование, професија, интелигенција, вера, религија, тука не сакам веќе ни да го нагласам, не е ни за коментирање. Било која и да е личност, има право, значи, на примања за еден достоинствен начин на живот. Значи, без оглед на професија, образование и религија, како што нагласив претходно. Но начинот на кој што се обидуваат и видите што ќе се иде за новој начин, најголемите неработи. 90 секунди е времето, знам дека сум досадна, повторувам честопати, но внимавајте на тајмерот. Како и да е, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Да слушаме што следно ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, одлично ве слушам. Добар ден.
повелете. За Преку слушалка намалете го телевизор. синдикалците. Така е, повелете. Видите вака, слушате само. Они треба да одат пред собрание, пошто таму се носат одлуките. А на патиштата ја не ги одобрувам. Затоа што има хитни случаи, има всекакви. Значи, не би требало таму. А пред собрание, таму, шатори се. Но, има една друга работа. Многу малку се. Сега се поставило прашање зошто се малку. Многу му се закануваат од власта. Зоран Заев. Значи, Зоран Заев му кажува на сите од јавниот сектор и државниот не смеат, па макар и без пари да се водат, не смеат да штрикуваат. Значи, Зоран Заев се додека не се оде од оваа власт, во Македонија не бива ништо. Никој не ке од овие, јас разговарам со овие од јавниот сектор, од државниот сектор, вика, ако одам таму, ќе ме скликаат, вика и готов сум од работа. Тоа е целиот проблем кај нас во Македонија. Значи, партијата командува со све. Значи, и во судство, и во работа, и во секаде. А овие од приватниот сектор, тие оттепани од работа, како ќе ти штрајкуваат, што ќе ти штрајкуваат? На тие треба државата да му даде пари. Благодарам, ценим многу што се вклучивте во црвена линија. Секако и вам ви препорачувам да останете до крај за да слушнеме што ќе кажат и останатите гледачи кои што ќе се вклучат во црвена линија. Верувам дека имаме следен гледач. Добар ден. Можам да зборувам сега, така? Да, одлично ве слушам. Не е така, ајде добар ден. Добар ден. Јас на вашата овдека телевизија не сум се јавила, сега се јавувам прв пат. Драго ми е. И тоа одма ќе ти кажам зошто. Бидејќи вие како водител ми се бендисавте многу и за тоа викам сега ќе вртам, сакам, значи девојчево ми се свиѓа и сакам да се јавам. Значи треба кога си на некое место со луѓе кога работиш, треба да бидеш малце позитивен. Јас работев значи во болница и позитивна сум многу со секого што ќе разговарам. И сакав една реплика само да му дадам на тој гледач што ви се јави, не друго, само што рече дека он ги оправдува да бидат револтирани и да бидат блокада да прават, ама не вака да бидат преку медиумите. Не е точно тоа. Јас не се сложувам со тоа. Ако требаше така, значи зошто кога они беа револтирани од другава, мислам, партија, сега јас не ни живеам овде во Македонија, зошто они одеа по улица, мава со јајца, па ги вреѓа, па прска со бои, зошто он ги оправдува, а овие што на телевизија, значи требало преку медиумите. Не е точно тоа. Нема ништо да направи Македонија со тие работи. Само почиња со лошо. Благодарам и вам што и прв пат се јавивте во црвена линија. Се надевам нема да биде последен пат. Јас ќе подсетам на тајмерот. За да не се прекинувате мислата, затоа е и објавен, одбројува и ќе знаете како. Верувам во тоа. Ајде сега да прочитаме што коментираше и Ленче Буренце на Твитер. Вели, од утре почнува парализата на институциите. ССМ оди масовно со блокирање, владата на Македонија ич нека не ви чуе, гледате, а Бугарија, народот наш, нека протрпи залеп. Срамота е да немате слух. Но ние сега имаме слух за нашиот следен гледач. Добар ден. Намалете го тонот. Добар ден. Добар ден. Преку слушалка. Се јавам од Кавадарци. Ова е нов гледач од Кавадарци. Намален ми е тонот, се јавам од Кавадарци. Поздрав. Поздрав. Јас се извинувам малку че зборувам во иронија. Голем успех на синдикатот. Го молам студиото да даде снимки што значи генерален штрајк во Грција, во Германија, во Франција. Ова е голем срам. Може ли еден генерален штрајк да нема ништо, луѓе нема таму, бараме ние права на работниците.
синдикатот треба да биде организиран, да се собере сите работници од сите приватни фирми, обществени организации, школи и така се постигнува успех, а не со 20-30. Јас се извинувам, поздрав, уште едно барање, да ставите студиото да пуште што значи генерален штрајк во Грција, во Германија, Франција и така натаму. Пријатно. Пријатно, благодарам за сугестијата. Одиме веднаш со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам добро, вие сте во црвена линија. Телма? Телма е, да, црвена линија, повелете. Сакам да ве прашам нешто, може? Може, повелете. Кај се продават борчиња за палење огин? Па, јас лично не можам да ви дадам одговор од црвена линија. Ке се консултираме со они од режија кои што можеби набавуваат такви борчиња, ама секако ќе ви се пријават, еве, тоа ќе излеземе во пресрета. Ама што мислите еве за блокадата денес на ССМ? Добро, ете, гледате, имаат некои од гледачите имаат и такви прашања, но се надевам дека ќе се држите до темата, бидејќи црвена линија денеска дискутираме за блокадата на ССМ на влезот и излезот на град Скопје и колку ваквиот тип на блокади всушност имаат соодветен ефект врз оние кои што ги носат одлуките или пак само прават поголем револт кај граѓаните кои што и таат и брзаат на своите работни места, клиника, амбуланта и така натаму. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Значи, во ред е да се штрајкува да речем, меѓутоа, ја мислам дека видоа дека нема слух владата за нив и не знам што да направат, не знам дали ќе успеат, дај Боже, значи, не сум противник. Меѓутоа, мислам дека со вакви блокади и со ова, дека тешко дека нешто ќе постигнат. Ти добро рече гледачот, кога се прави генерален штрајк, тоа е илјадници. Значи да не може ништо пилешо или кад да пролета. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, прво, луѓето секој бара, сите, ние треба се сите да искочиме. Од пензионери, од невработени, од не знам, све живо и диво, затоа што на сите им треба пари, освен оние што се неколку посто се со финансиски добро подковани. Така да, се е тоа во ред, меѓутоа владата има слух само за образование. Образование правеше што правеше, играше мајка буквално со деца и видите што им направи и им дадова. А вака други ве им кажуваат и ги лажат. Немој ти да обеќаваш. Јас сум рекла 100 пати владата или нека финансира производство, трговија или на сите нека покачи. Од невработен, од не знам кој, на сите, да речеме 5%, 5, 10 дете, пензионери, све живо и диво. Не можеш ти вака да ги делиш луѓе, да ги делиш луѓето, или дава, или не даде. Вака ништо ова, мене ова ми е толку, не знам да кажам, глупав, не знам како да се изразам, за да играш ти вака мајка свој. Добро, благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Еве, на барање на гледачот пред малку, кој што рече, молам, покажете како изгледа протест, еве како една фотографија изгледа еден протест во соседна Грција. Најверојатно гледачот на ова мислеше, а она на што мислиме во однос на времето е секако на вклучување на уште еден гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Ме слушате? Да, одлично ве слушам, повелете. Вака се, видам луѓе се јавуваат кои од само добро, кои напаѓат дека... Така, да, продолжете. Да, значи, ги слушам, напаѓат, те одобруваат, те не одобруваат, те вакате така. Тур, значи, ја не гледам луѓе партиски, не партиски, значи, тур народот сам не реши дека му говори по земја, дека нема опстанок, дека сами треба да се организират. Не може ништо да се направи. Џабе синдикатот сите напори што ги прави, затоа што нема подршка од тие вработените што за синдикатот за нив се бори. Ако мене не ми е добро, немам плата, ќе искоча на улица, па не да ме сопре, не полиција да ме запре. Значи, и уште една работа.
дур не се врати оне систем, да се потеклонина, да се потегне од 92 навака, све она што не е стекнато, значи, криминалија, да се врати на народот, државата, тоа ќе биде држава вака, ништо не правиме. Благодарам. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега малку ќе одмориме со реклами, па се враќаме на резултатите од анкетата. Ете, секако и јас ќе препорачам да го гледате вечерашното издание на Топ тема, токму ќе се дискутира околу плановите на ССМ, што од 1 јули доколку не се исполнат нивните барања. А на нашето прашање дали го поддржувате ваквиот начин на блокади, односно на затварање на влезови и излези како што е на главниот град Скопје, нашите инстаграмџи одговорија со 60% да, а 40% не. Тоа значи дека треба само да не заследите на Инстаграм, се разбира, и да следите какви анкети објавуваме, кои се нашите најнови теми. Секако да не следите и лајкувате, коментирате на Facebook Црвена линија, како и на Твитер. Сега останува само да ве потсетам дека и утре ќе имаме секако тема со која што ќе сакаме најмногу со вас да продискутираме за темата, ќе откриеме како на социјалните мрежи, така ќе знаете, се разбира, и онаму каде што објавуваме анкетата, а тоа е на Инстаграм. Сега останува само да ве поздравам и да ве потсетам да бидете подготвени во истото време да се видите со мене веднаш по вестите и нормално да се вклучите на секоја наша наредна дискусија. А сега во ова многу топло време останете дома, внимавајте на УВ зрачењето и најдобро да останете со програмата на Телма телевизија. Информирајте се на telma.com.mk. Довидување од мене, се гледаме утре.